civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Пописот ни е сушинско значење дека е потребно да се спроведе, затоа што имаше еден обид во 2011 неуспешен за попис и пописот секако дека ни е повеќе од потребен. Единствено што не се сложуваме, значи е тоа за да се одложи овој попис е од здравствена гледна точка, значи пошто јас сум и здравствено лице и веројатно се сложат и другите, дека пописот во моментов од здравствена гледна точка не би требало да се изврши, затоа што сме во егна пандемија, бројките секојдневно растат и мислам дека во овој период дека не би требало да се одржи, бидејќи и други поразвиени соседни земји кои што требаше да спроведат попис, се откажаа со тоа, го пролонгираа за есен или за следната година, и поради тоа сметам дека во овој период кој што е наложен за да се спроведе пописот не би требало да се изврши со некоја пролонгација во есен или следната година пролет. Како што кажавте, значи ние собираме граѓански потписи кои што бројката беше преку 100.000. Со тоа докажавме дека голем број од населението се сложува со нас дека овој попис во овој момент не би требало да се изврши поради таа причина која што ја наложив од здравствена гледна точка. Попис секако нас ни е потребен, од сите тие и началникот кажа, значи од која гледна точка ни е потребен за сето тоа сушинско значење и одвивање на сето тоа што треба за едно нормално општество да функционира. Меѓутоа поради тоа кој што кажав и претходно, сметам дека треба да се пролонгира. Ние секако не сме за бојкот на изборите, бидејќи тие за бојкот на пописот, бидејќи тој стварно ни е потребен. Законот кој што се донесе за попис, како што кажа градоначалникот, се донесе многу брзо и во скратена постапка, кој што требаше да се донесе со консензус на сите политички партии, со дебата, со дискусија на сите чинители, и за да биде тоа така како што треба, значи требаше да се офатат и мислење на повеќе структури и политички партии и стручни лица. ВМРО ДПМН како политичка партија, значи имаше предложено 40 амандмани за овој закон кои што беа одбиени, значи од собранието. Сега, значи од тоа сметам дека така пописот поради тоа требаше значи да се случи, можеби, но и тој закон да се среди со соработка од сите политички партии, значи со заеднички консензус, и за да биде така да се изврши како што треба, да не се исполитизира, бидејќи пописот, како што кажавме, математичка операција, не статистичка операција, не политичка, да не биде политизирана, за да биде така, значи мораше да бидат вклучени сите структури политички и стручни лица кои што се одговорни. Да, ви благодарам. Дали може би вие ги собиравте подписите, само уште едно прашање, и во Гостивар или? Да, имаше значи неколку локации, неколку дена се одвиваше акцијата на собирање подписи. Значи се беше на градскиот плоштад и на други локации. Одзивот беше голем, како што кажав, значи преку 100.000 подписи се собра за сите тие акции на ниво на цела држава на Република Македонија. Значи имаше секако и во Гостивар и во сите останати места. Значи одзивот беше голем, како што кажавме, со тоа се покажа дека граѓаните се сложуваат со нас, дека треба да се пописот да се одржи, но да се пролонгира во соодветно време, кои би имале соодветни услови за тоа да се реализира. Бидејќи сме во егна пандемија, сметаме дека со физичко присуство сето тоа нема да се изврши така како што би требало да се изврши, туку не би биле тие бројки реални како што треба да биде. Лани имавме избори во ек на пандемија, па тоа помина доста коректно, би рекол,
со максимално почитување. Сега можам да го кажам тоа бидејќи ние ги мониторираме изборните процеси. Прилично ниска бројка, би рекол, дури занемарлива, ако се согласат моите колешки и колеги кои се тука, на случаи во кои не се почитува мерките. Не мислите ли дека можеби пописот ние немаме не е повеќе од половина година времето кога се одржа и кога имаме добро искуство од тоа од изборите во поглед на ковид мерките за заштита, зошто не би било тоа и сега случај со пописот? Пописот, изборите, значи изборите излезеноста беше таа бројка која што беше излезено, значи сепак сметам дека пописот би било малку поинаква операција, затоа што тие попишувачи кои што читат ќе читат во домовите на граѓаните на Република Македонија, одреден број значи од тие луѓе кои што при избори сите тие не излегле, а вака при попис значи сите тие мора да бидат посетени од одредена бројка на група на попишувачи, така што мислам дека тука би било малку контактот физички поголем отколку при избори. Значи при избори можеби да не граѓаните да не излезат да гласат затоа што се плашат или од друг аспект, а вака кога би биле дома, попишувачите секако ќе ги посетат, така што би имал некој физички контакт поголем и поголема би била веројатноста да дојде до некои несакани последици. Со други зборови, вашите забелешки се исклучиво од здравствена природа, а не од политичка. Така. Значи од тоа гледна точка, значи од здравствена гледна точка не се сложуваме со сето тоа, мада имаше како што кажав и низа пропусти во односување на законот, меѓутоа првично од здравствена гледна точка не се сложуваме поради тоа, иначе како што кажа пописот ни е повеќе од потребен за сето тоа што си го носи со тие сите бенефити, меѓутоа сметам дека во овој период сега кога што е донесен периодот за попишување не е соодветен, бидејќи стварно сме више пак навлегуваме да речам во некој нов бран на новозаразени, лицата, граѓаните се, значи вакцинацијата касни, како што и тоа може да напоменам, значи и тука малку пропуст со вакцините и сметам дека не е моментот баш сега во овој период да се изврши пописот. Иначе дека сме за попис, тоа е секако дека сме повеќе од да. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.